При работа. Безбедност најмногу те води, кон иднината твоја и моја. Безбедност е многу важна, кога сум без неја сум многу тажна. Безбедноста ќе те спаси и ќе те краси. Безбедноста секогаш ќе биде една и секогаш многу вредна. Заштита при работа. Да си добар човек, да работиш вредно, да си честен работник, тоа треба да биде следно. Работи вредно, работи често, сум од ракове е лесно. Размисли добро и заштитен биди. Секој нека ти завиди. Пекар, лекар, мајстор се професии знајни. Секој треба да се заштити од последици разни. Болест, удар, изгореници се многу тешки состојби. Затоа да се заштитиме и во светот на работата да се издигнеме. Стави маска ели и заштитни чизми јаки. Па нека секој се радува и нека престане да тагува. Здравието е најголемо богатство, затоа треба да го чуваме и во работна средина безбедност да имаме. Со голем шлем рударот во рудник влегува, а докторот со маска знацето здравие го негува. Здравите и безбедни услови при работа се важни, за да може секој работник својата работа без мака и победа да ја прави. Писмо од мојата братучета Софи. Мојата братучета Софи од Австралија ми раскаже како незината најдобра другарка настрадала поради небезбедни заштитни фактори. Бил убав сончев ден. Андријана се качила на својот велосипед и го наместила рането со храна и сакала да тргне. На попладнева работа. Разнесување на вестници и списанија како хонорарна работа. Во тој момент Софи излегла да го испие пладневното какао и викнала на Софи: "Не заборавај кацига и цела заштита што ти треба кога возиш велосипед." Но Андријана само се насмевнала и рекла: "Ај, другарката моја, што ме мислиш ти?" Тргнала. Софи уживала на пладневното сонце. Кога се враќала од факултет, слушнала во близина свирење на брза помош. Во турканицата и вревата успеала да разбере дека се случила несреќа, во која е повредена една мала девојка со велосипед. Не е тоа мојата пријателка Андријана, си мислела мојата братучета. Се вратила Софи дома. Се опуштила на столицата на луѓе. Пред телевизор, кога на вестините Андријана Петровски повредена во сообраќајна незгода, кога ја преминувала улицата голем автобус. Софи стрчала кон автомобилот и право во болница. Гушкање, страх, неизвестност. Софи после подолго лекување била пуштена од болница со операција на ногата и со помагало за одење. Го читав писмото на мојата братучета и се чувствував поучена, разжалостна, како без опрема никогаш и никаде. Таа живот спасува. На Андријана, која не ја познавам, на некоја друга девојка или момче, било каде им порачувам заштитна опрема. Да не ја заборават, бидејќи ве чува, не чува. Безбеден подарок. Безбедност на луѓето некои ја сваќат несериозно, но некои го жртвуваат животот за другите. Може тоа да го прават, но треба да се во безбедна состојба. Некои луѓе не можат да се заштитат иако тоа го сакаат. Треба да сме здрави и безбедни при било каква работа. Работното место е место каде се вршат секојдневните обврски. Додека тоа се прави, треба да се носи заштитна опрема. Ракавици, чизми со цврст челик, шлем маска. На ракавиците се носат да се заштитат работниците од жешко. Чизмите од челик штитат кога нешто ќе падне тешко на ногата. Мојот чичко работи во рудник. Еден ден кога работел му падна тежок камен, добро во целата несреќа е тоа што влезот бил блиску. Имаше главоболка доста долго. Сакав да му помогнам, но не знаев како и што да сторам. Кога да бев во
Како да бев во магла и барав пат и излез. Наеднаш добив идеја да му купам заштитна опрема за родење. Ја прашав мајка ми и таа се согласи. Купивме опрема, а мајка ми се израдува и се гордееше со мене. Мојот чичко ми кажа дека подобар подарок досега не добил од никого. Ми вети дека без заштитна опрема нема никогаш да работи. Затоа работници внимавајте. Без опрема заштита не смее да се работи. Заштитата може да се спаси, да го спаси животот. Заштитата дарува живот. Безбедност и здравје при работа. Кога тато работи во гаражата нешто, јас му помагам често. Внимавај сине, ми вели тато, со алати да се работи треба вешто и да внимаваш да не се повредиш лесно. Заштитна опрема задолжително мора да се носи. Со надзор на тато секоја работа ќе се заврши без повреди и лесно. Здравје и безбедност при работа. Работникот заштитна опрема треба да има, да се грижи за својата безбедност и во лето и во зима. Ракавици, маски и шлемови да се носат во сите денови. Во фабрика и пекара заштитна опрема да се бара. Здравјето и безбедноста да се многу важни. Треба да се на прво место. Да се грижиме редовно за нив, работниците што работат вредно. Здравје и безбедност при работа. Здравје. Збор кој буди чувство на среќа, но истовремено тага и разочарување. Најскапоцен што го има секој човек. Состојба или слика на нашето тело, на нашиот организм, на нашиот дух и на нашата благосостојба. Седејќи дома, размислувам и се сеќавам на различни случаи кои се случуваат секојдневно околу нас. Не бев свесен за некои состојби кои ги гледав и за мене беа нејасни случаи. По медиумите, во весниците, разни тешки болести кај луѓето. Несвесно ги гледав. И несвесно ги потиснував, мислејќи дека е лага, дека никој не ги направил и постапил така. Дете, моето детско и наивно срце не ми дозволуваше да ги прифатам тие состојби. Мислев, размислував, се вртев со лаверин. Но одговор не наоѓав. Тешко е кога се работи за повреда или болест на некој свој близок. Не можеш да ги прифатиш промените кои настануваат на тој дотогаш силен, како Карпат цврст човек, голем, силен, храбар, со чекан врајко, моќен да направи се со своите работнички раци. Верен мајстор кој изгради куќи, згради и објекти на кои сите се восхитуваат. Судбина може да се рече со јазикот на бабам или невнимание кон она што е поратено за секој работа. Може би е врв на мисли што го обзела во дел од минута. Несвесност, невнимание или пак негрижи. Тој ден имав пречувство. Срцето да силено ми чукаше. Окото ми трепереше. Силен звук ме потрес. Брза помош. Мојот чичко, мојот херој, зошто тој се прашува? Градеше куќа во наша близина. Куќа која требаше да биде дел од неговиот сон. Копнееше по неа. Тој врнежлив ден, проклетен ден. Секогаш пример со облече, но тој ден беше поинаков, без заштитен еле, без шлем и заштитни чепи. Се качи, па потоа безпомошно лежеше на земјата. Мртов ли е, се прашував. Тешко е да се зборува. Се сеќавам на плачот и лелето. Не се знаеше дали ќе преживеа, но неговиот живот е врзан за таа проклета количка. Неговите нозе се здрави, ја нема веќе едната рака, а зборува неразбирливо. Да тоа е мојот чичко. Херој, мојот идол, кој поради негрижа сакајќи да е пак најдобар работник, падна, а неговиот живот веќе не е ист како порано. Пеко, со солзи во очите ме советува, кога и да појдам кај него. Дете мое, чувај го здравието, каде и да си. Биди секогаш заштитен на работно место. Знам дека сакаш да бидеш како мене, архитект. Заштити за себе си.
Работи соодветно. Заштитен со опрема. Само така ќе бидеш среќен и горд на својата професија. Ќе бидеш здрав и безбеден секогаш.